Носењето вода од најблиската чешма е секојдневие за околу 1000 семејства во населбата над Тетовското теќе. Иако пристапот до вода за пиење е основно право на секој човек, овие луѓе со години немаат чиста вода во домовите. И поготово сега во летно време. Нема да има хич вода. Не, бо тоа е... Не знамо ми што да правиме. Народот тако пати за све. Повише времето нема, 1 час може да доаѓа за 24 часа. И тоа е многу тешко, дека сме ние подоле, иначе тие горе нема притисок да се качи по високите места. Тие полнат вода од чешмите во Тетово, но најблиската чешма е на околу 2 километри. Од оздол земамо. Со бурење земамо. Со кола ги донесемо до тука доле на раци. Волнимо. Што да правиме? Се мачимо така. Полнам дека и жичарава доле. Ако имаш кола, ќе полниш, ќе наполниш со бурење, со шишиња и така секој ден. Не се живее без вода, нема со што да се исперат талиштата, да се измијат садовите, да се одржува хигиена во домот, вели Биела и Мери. Незиното семејство е едно од двете во населбата кое има ископано бунар во дворот. Ја пијат водата од бунарот, но таа не е бактериолошки испитана. Ева, јас како инвалид со моите тешкоти и со брат ми го копавме до 15-16 метра бунар и се бурења така со идрофор го влечеме и полнеме вода. Но за жителите од горниот дел од населбата невозможно е да се копаат бунари. Треба да се копа длабоко, што чини многу, а тие се сиромашни. Жителите самите изградиле базен покрај природен извор за вода во шумата на Ридот, но тој не е доволен да ги задоволи нивните потреби. Со години населбата се ширела, се граделе нови куќи, но проблемот со водата не се решавал. Па сме неколку пати, сме отишли до општината таму, ама ништо, само ветувањето е џаб. Проблемот би се решил ако ни пуштат таа вода што викат дека ги го пуштат. Бидејќи го направиле канализацијата, почнале и мрежата да го стават, викат цевите, што ја знам, и пред изборите викат ќе го пуштамо. Проблемот со чиста и здрава вода за овие луѓе се пренесува со генерации. А кога никој не го решава, ним им останува да се прилагодат на животот без вода за пиење. Тако е нашата судбина. Оти како е татко, тако и децата живеат.